Секој граѓанин на Република Македонија треба да има рамноправни можности да може да биде избран на некое место, раководно или обично во јавната администрација. Низ неколку циклуси и промена на закони се подигна нивото на квалитет на критериумите при изборот на луѓето кои аплицираат на позиции во државната администрација. Беше истакнато на панел дискусијата на ВМРО ДПМН, посветена на професионализацијата која минатата влада ја спроведе во државната администрација под слоганот "Подобри и различни". ВМРО ДПМН градеше професионална администрација, а СДС врши груба партизација. Низ неколку циклуси и промена на закони се потрудивме да го крениме нивото, тоест квалитетот на критериумите, да бидат кренати критериуми при изборот од процесот на избор на луѓето кои што аплицираат на позиции во државната администрација. И тоа се правеше во неколку фази. Последните закони кои што се уште на сила во Република Македонија даваат јасни процедури како тоа треба да биде направено. Исто така и однесувањето, функционирањето на Агенцијата за државни службеници, екипирањето на таа агенција даваше предуслови да тие процедури бидат спроведени максимално и при тоа да бидат избрани луѓе кои што на еден начин се најдобри и најквалитетни за тоа место за кое што ќе бидат избрани. Од ВМРО ДПМН потенцираат дека во изминатиот период граѓаните имаа прилика да се уверат дека за сегашната влада партиската книшка е главниот влез за сите тие клучни функции во институциите. Емилија Александрова зборуваше за непрофесионалноста при именувањето на кадрите на првите луѓе на клучните институции во државата. Со ова СДСМ покажува дека не сака квалитетни кадри, дека не сака професионални кадри, и дека членот 16 за именување на директори според Агенцијата за државни службеници во овој случај не е испочитуван. Да објаснам за јавноста што значи тоа. Тоа е дека за директор на ваква институција не смее да биде поставен човек кој што е член на органите на една партија. На крајот од дискусијата, дискутантите заклучија дека насоката во која што се тргна за избор на кадри на функции во институциите ќе резултира со поставување на партиски кадри.